Клубот за планинарски спортови Москито успешно го спроведе најавениот марш на Осаговските планини со искачување на врвот Китка на надморска височина од 1850 метри. Учесниците на маршот поминаа патека долга 37 километри во двата правци, а собирното место за тргнување им беше плоштадот од Кочани, пошто со автомобили отидоа до местноста Крушка од каде започна турата. За сите планинари кои се искачија до врвот, беше обезбедено планинарско гравче во манастирот Света Богородица во селото Небојани. Во рамки на редовните активности, клубот ја реализираше и традиционалната меѓународна велосипедска тура околу Охридското езеро. Како партнер во организирањето на турата се јави и бугарското туристичко друштво Оиларипи од Софија. Обиколката на езерскиот брег беше на релацијата од Охрид преку Струга до граничниот премин Ќафасан, а оттаму преку Лини во Албанија до Свети Наум и враќање кон Охрид. Целата тура траеше 10 часа, при што се помина патека долго околу 100 километри. За следниот викенд, од Клубот за планинарски спортови Москито најавуваат уште една активност. Се работи за традиционалното искачување на Титов врв на Шар планина на надморска височина од 2748 метри. Планинарскиот марш ќе се реализира во соработка со планинарското друштво Љуботен од Тетово. Тргнувањето е в сабота во 7 часот од паркот во Кочани, а истиот ден е планирано искачување на Јелачки врв. Вечерта во хотелот Попова шапка свечено ќе биде означен почетокот на манифестацијата, а следниот ден, в недела, е искачувањето на Титов врв. Од клубот ги повикуваат заинтересираните од Кочани да учествуваат на маршот, при што секој учесник одговара за својата психофизичка подготвеност, а учеството не сопствена одговорност. Пријавувањето на заинтересираните за учество на маршот е кај председателот на Клубот за планинарски спортови Москито, Круме Цеков.